Така е, по музичкиот избор или Кейти Пери, нашиот утрински хит за оваа работна недела, продолжуваме со една тема на која што особено секогаш јас и Марко, а и целата утринска екипа сака да придонесе на свој начин во популаризацијата на ваквите теми. Денеска за ГЕТ, инаку првиот македонски електричен велосипед што го прочистува воздухот. Еве сега дознавме ГЕТ. Скратевицата е Градско екотранспорт. Градски екотранспорт. Ете, ќе го погрешев како во хор. Некогаш како рипка е ова тука. Да, само да ги поздравиме Александар Јанковиќ и Игор Џамбаски, инаку мал дел од колкав Целиот тим. Колкав тим? Од 8 луѓе кои што изминатиот период се заангажира и направија една иновација која што веќе е претворена и во вистински проект, веќе се произведени 2 велосипеди, меѓутоа деталите ќе ги дознаеме од овие момци токму тука. Како започна се? Што ве мотивираше за, не знам, од каде идејата? Претпоставувам можеби загадениот воздух кај нас или нешто друго беше иницијална каписла? Ние почнавме од стремежот да општо подобриме, значи, свеста целосно за средината, за начинот на кој што луѓето се однесуваат, да смениме навики и сето тоа и како подобар начин да направиме неголи со велосипед што е така кажано аугментиран, значи има додатни функции. Пред се сакавме да направиме, значи, целосен систем за превоз, што покрај основната функција, што има самиот велосипед да ме пренесува, ја има додатната функција активно да го прочистува воздухот. Како функционира тоа, Александар? Бидејќи сега ќе погледаме фотографии од вашата работилница. Марко ми има едно како моторче. Како моторче, веројатно тоа е нешто што веројатно сега вака ние лаички тоа од слика. Сега ова е моделот во фаза на подготовка и така натаму. Ова што го гледаат гледачите, сега можеби се измешани фотографиите, меѓутоа ќе погледнат и ќе дојдеме до тоа моторче во кој што Што е всушност тој дел, како функционира? Значи нема никакво моторче. Добро. Значи грешка наша. Па ние тој се шегувавме, валја не може ако е велосипед или да има мотор, меѓутоа ние така си го нарековме системот за за ова конкретно ми се фода што е да речеме на прочистување на воздухот. Да, што всушност е, каде е тој дел? Тоа горе што е, значи, на кај што вие мислите дека тоа е, таму е сместен целиот систем за следење за другите функции што електрониката. Да, кај што е електрониката. Филтрите кои служат, значи, за прочистување на воздухот се подставени на тркалата. И тие не се никако поврзани со тоа да мора велосипедот да биде електричен. Значи, тие филтри може да се подстават на било каков велосипед. Тие со самата ротација, го зафаќаат воздухот и го прочистуваат и тој останува во средината прочистен. Одлично. Беше ли тешко да добиете можеби финансиска помош од фондот за иновации или генерално на каков прием наидовте кога ја презентиравте оваа идеја? Ние ја презентиравме преку конкурсот, како се беше? За грантови нешто, ако не се лажам? Да. Да, имаше од2 предизвик на фондот за иновации. Во 2017 аплициравме во декември и презентиравме во истиот месец. И тек после, кај јануари, февруари беше објавено дека ние сме едните од добитниците на... Искрено очекувавте, бидејќи сепак стана збор за една од најкомплексните проблематики со кои што се соочува не само македонското општество, туку и светот. Искрено, да, бевме доста оптимистични. Веројатно тоа беше провокација за да влезете во категорија како од2 предизвик, за да го создадете ова дело. Ние тргнавме со идејата, го правиме ова без разлика дали од фондот ќе добиеме, дали не добиеме. И сега, откако го добивме ние тој грант, нормално тоа уште толку ни окуражи да продолжиме со самиот проект. И од друга страна, нормално ни олесни, бидејќи имавме сега финансиски средства и можевме целосен физички прототип да правиме. Добро, имавте конкретен прототип, не знам дали речеме сегаш, јас верувам во иновации во светот веќе постојат колку сакате, нели, што се вели од едиција и палета на нешто, да речеме, што е, апропо како велосипед. Имавте некаков си прототип или ова е целосно ваш нов
брендиран дизајн кој што го направите како Get велосипед? Мислите како некој... Баш како модел на велосипед, дали може би нешто слично негде погледнавте и вие го измените? На почетокот, кога ги баравме, кога гледавме воопшто за инспирација, значи гледавме постојат веќе некои чисто електрични велосипеди со некои си уникатни рамки, ама ние исто сакавме нов дизајн, ама истовремено сакавме да одржиме некои стандардни пропорции, делови и сето тоа и ето така Ова е целосниот дизајн. Ова е целосниот дизајн, да. После неколку Добро, неколку итерации го направивме. Дојдовте до конечната верзија. Како функционира сега велосипедот, еве да речеме, на каков начин тоа прочистување се случува? И па Иве спомена, значи со вртењето, така? Добро. Значи, целта на овој проект, нашата замисла беше да направиме еден транспортен систем кој ќе овозможи, значи, друг начин на движење низ урбаните средини со цел да се избегнат гужвите во сообраќајот. Значи, точекот сам по себе, како електричен велосипед, со додатната функција на прочистување воздух. Вие како што го возите, филтрите нормално си работат. Значи, они се отдислоцирани нели на тркалата, се вртат, проминува, има проток на воздух низ нив, има внатре материјал што зафаќа тие частици, над PM2,5, што сите ги токму тие частици и при тоа се прочистува воздухот. Филтрите се менуваат после некој така? После еден период секако потребна е одржување и ова е се тестирано нели во комора. Да, сега за сега произведени се два, така? Значи во моментов можеме да кажеме изработени се, два прототипа. Имавте можност да ги пробате? Апсолутно. И во Кавадарци. Искуството какво е? Реално, какви се, вие сте сепак нели студенти, млади луѓе и така натаму, каква ви е замислата и перцепцијата во иднина? Дали реално ова може да стане реалност и секојдневие во градот? Затоа што не е загадено само Скопје, ние, за жал, целата земја сме во категорија на најзагадените, така. Да. Може ли реално да премине во... Вакви системи со велосипеди постојат повеќе во повеќе европски градови и тоа ни беше како некоја иницијација да направиме ние кај нас во Македонија, да има нешто да биде наше. На секој, значи, кога би функционирале како систем, на секој велосипед има подставено систем за наплата, за следење. Например, доколку сакаме да го земеме, да го возиме, секој корисник, например, би имал персонализирана картичка на која ќе има кредит и кога ќе пристапи до велосипедот, ќе може да го отлучи, да го земе и да го вози. Исто како скопските картички за автобусите. Автобуси што се сега. Кога, значи, заврши со возењето, има две опции. Има опција да го остави на станица или да го остави било кај што му одговара. Да, тоа што го погледаме и на социјалната фан страница ваша, дека направени се дизајн плакати, нели, како пунктови кои што веројатно ќе бидат лоцирани низ... Да, тие би служеле за, например, за полнење. Полнење, така? Да. Тоа генерално тие не се како едни хабови кај што може секое време да ги оставите точаците, да ги земете, да наплатите и сето тоа. Кошто сега гледаме еве примери возилата со ЕВН со полначи така натаму, тоа ќе бидат баш пунктови. Да, и се универзални полначи да може да се полнат. Да, убавината во нашиот систем како што го смисливме, кај што не сте врзани да го оставате на таков хаб, на таква станица, туку може да го ставите така на било кое друго јавно место. Да, на пример. И се има точекот, да напоменеме ова технички аспекти, се има свој интерен механизам за заклучување, има системи за безбедност, кај што која ќе примети дека доколку нема некој што има наплатено и се движи точекот одредена растојание, да, значи ние тоа се го следиме. Ние се го следиме и на GPS, има аларми и сето тоа, значи супер, браво. Тоа е доколку се остави нели во јавен простор, доколку се остави во станицата има друг екстерен механизам за заклучување, исто се наплаќа, се отклучува, се користи. Да, за да имаме поголема концентрација на велосипедите кај што има повеќе луѓе, на пример, направени се неколку зони. Пошто, на пример,
доколку го ставите велосипедот на станица, не би се наплатило дополнително. Или, например, ако биде во прва зона, ако биде во втора зона, надвора некаде настрана, ќе биде поскапо, или во трета зона ќе биде уште најскапо. Што ќе ве натера сами да го оставите поблиску до станица, да го ставите кај што минуваат повеќе луѓе. Одлична идеја, Со апсолутно. следењето на GPS-от, со следењето на сите велосипеди кај што се движат, ние ќе направиме, доколку, например, би се реализирало тоа, кај има најголема фреквенција, за таму, например, се подстават повеќе... Многу повеќе Јасно, места. Супер. Споменавте вие дека пред се целата ова идеја потекнува од самиот момент, обкружувањето ваше, како се однесува и така натаму. Генерално, вие како млади луѓе, што сметате или како гледате на еколошката свест кај нас? Ние многу често во утринската емисија зборуваме за возење велосипед, за користење на тие алтернативни средства за превоз, да не се тоа секогаш автомобилите, но многу ме интересира како младите размислуваат на оваа тема, бидејќи тоа е она што ве иницираше да направите еден ваков проект, но како размислуваат и вашите пријатели, учениците, соучениците и така натаму? Дали имате проблем и кај нив да ја промените свесноста или гледате дека се поголем број на млади луѓе се посвесни за проблемите кои што не засегаат? Вториот дел е драстично поточен него ли првиот, значи колку помлади, толку посвесни за околината, барем у моје искуство, за идејата ние до сега имаме над 95% позитивен фидбек сега. Мислам, тоа е тоа, во секој случај помладите луѓе секогаш се по настроени кон подобрување на околината и плюс нели го има тој елемент на младост, на активност и сето тоа. Амбиција. Хиперакција, амбиција, ентузијазам за работа, така е. Секој случај и од естетска гледна точка до точка која им се допаѓа. Ништо сакаше да додадеш, повели? И во случај, например, кога има метеж во сообраќајот, кога има секој би сакал побрзо да стаса, да каже што сака и многу полесно било да земе велосипед, што например кога ќе влизат во автомобил и по половина час, 40 минути се возува. Или во автобус да заглавиш пола сат, додека со велосипедот време, апсолутно. Овде тој истовремено електричен, што значи дека кога возиш може да ти Од аеродром до Карпош наместо да возите у гужвата, зимате точекот, бидејќи има бенефит на електричен мотор внатре, идете по кеј, уште побрзо стигате и тоа е тоа. Како е во твојот роден грај? Ни спомена дека си од Бирова? Така или? Да. Од Бирова, дел од екипата е нели од Кавадарци. Како е во останатите градови во поглед на таа екосвест? И дали се возат сега во Бирово, не знам колку има инфраструктура за велосипедизам. Јас верувам дека сега си лидер во нивни очи, особено да речеме нели во помали средини како што е Бирова, едно од најбавите места дефинитивно. Меѓутоа еве од твоја перцепција на работите. Ние во Берово сега за сега уште нема проблем со загадувањето. Ама ни треба да дојде проблемот за да се направат некои работи. Добро, ви имате езеро, имате планина, па на тој начин претпоставувам се рекреирате. Па се возат на пример, ама не до таа мера, бидејќи во Берово нема толку гужва во сообраќајот, не е проблем да се стигне. Јасно. Многу ме интересира ова при крај. Зошто се одлучивте за велосипед? Сепак овие филтри може да се инсталираат, еве да речеме сега повторно, не знам, автомобили и така натаму. Зошто велосипедот беше можеби како дизајн? И дали додека дојдовте до овој конечен дизајн имавте неколку во кои што ви лутаа да речеме вака, ама на крај се одлучивме за овој? Овие филтри, значи нашиве дизајни, тие се универзални од аспект може да се прикачат на било кој друг велосипед. Значи тука мали промени само во димензиите нормално на тркалата, али генерално може да се инсталираат. Да, се инсталираат можат на било кој друг велосипед. Значи тоа не е како еден дел од целокупниот проект. Вториот дел од прашањето ви беше дали имавте и други идејни решенија, можеби дизајни? Да, значи ние почнавме во септември 2017 и тука имавме неколку иницијални концепти. Имавме, не знам, се од недела за недела сесија, што да промениме, како да промениме, естетски исто така направивме и кажи го анкета за корисниците што мислат каков дизајн, да, каков дизајн би сакале, кон која насока да се стремиме и генерално имавме
различни мислења, доста различни, така да на крај пак на нас Остана на вас, да речеме, повторно. целосниот дизајн да го смислиме. Добро, само да прашам на крај, дали општините, не знам, со некој од министерствата можеби сте во релација за да се потикне па овие пунктови побрзо се реализираат и велосипедите веќе некако ги имаме во поголем дел од земјава. Сте во релација со нив? Контактиравте? За сега немаме некој. Добро, но ние веруваме дека оваа идеја ќе препознаат институциите и дека бидејќи за доброто на сите. Моментално ние сме во фаза на барање инвеститори и тоа е едноставно да најдеме и фирма што би била заинтересирана да го одржи овој проект. Одржи да го реализира овој проект во помасовен Да. Ништо, како што почнавте момци од 2017 година, ентузијастички, јас верувам дека нема да заврши сериозно овој проект тука. Се надам дека некогаш со Цеце и со целиот тим ќе го доживееме тука да го испробаме и се надеваме дека ова ќе биде можеби, не знам. И еве преку денешниот разговор да биде ова апел до многу од компаниите или можеби министерствата, државните институции да дадат финансиска поддршка на оваа одлична идеја затоа што навистина се работи за здравието на сите, што се вели кога станува збор за загадениот воздух. Браво уште еднаш за целата идеја и за реализацијата и тука сме да ве поддржуваме и во иднина. Поддржувавте и што ни дадовте можност да си скажеме. Со новите идејни решенија, со вакви момци како вас, дефинитивно имаме одлична генерација пред нас. Дефинитивно.